Здраво, тюнери! Денес имаме одличен примерок за вас. Иконскиот S3, видете го само како изгледа ова чудо, а што поточно има правено на него, ќе да знаете за кратко. Но прво малку историја за овој модел. Овој модел почва во 1996 година и завршува во 2003, каде што е наследен од 8P моделот. Што е интересно за овој модел, Audi после 19 години одлучува да прави мала кола базирана на платформата на A4, која што на сите ни е позната. Првично излегува, како што го гледате, како модел со 3 врати и подоцна прават модел за тие што им треба малку повеќе простор, да кажем фамилиарни луѓе, со 5 врати изведба. Овој конкретно модел не го започнал животот како S3, но попатно наликува, поточно изгледа потполно исто како S3, со многу појако срце. Станува збор за иконскиот 1.8 турбо мотор, кој што на сите ни е познат по ништо помалку освен тюнингот. А како изгледа тој мотор, ќе видите за само момент. Што е интересно кој е во 1.8 турбо мотор, е што има доста модификации на него, од кои турбина K04 со билет перки, Maxrod клипњачи, висеко ковани клипови, кои што во комбинација со ECU Master му даваат на ова срце 400 коњски сили, кои што се итекако повеќе од фабричкиот S3 мотор. Покрај тюнингот под хауба што го има, надополнето е со 320 мм дискови и шапи со 2 клипа од поновата генерација на S3, кои што во комбинација со HR спиралите што ги има возилово, ви дозволува да ги зауздате тие 400 коњски сили што ги има под хауба. Сега преминуваме во внатрешниот дел на оваа S3, познатите седишта од S3, кои што истите ги има и во B5 RS4, заедно со шифтерот од S3, воланот секако кој што е од TTS и километражата од S3. Не би познале дека не е S3, бидејќи колата е комплетно внатрешно и надворешно S3 во целост. Сега дојдовме до омилениот дел мој, а се надевам дека и ваш, тест возењето на ова возило. Пред да трнеме сакам да посочам дека иако е 98 година возилово, обкружени се со меки материјали, кожен волан и навистина дека го возите не се осеќаат годините кои што ги има. Кога сме кај моторот, сакам да напоменам дека воедно на сите модификации што ги спомнав претходно, има и 550 кубика дизни, кои што овозможуваат тие 400 коња да бидат исполнети во целост. HR спиралите се преметуваат веднаш, морам малку да успориме тука бидејќи има вода, не би сакал да испорам колава, преубаво изгледа од надвор. Како што кажав, HR спиралите се приметуваат веднаш штом ќе трнете на првото дупче што ќе го поминете, но сепак нели намената на ова возило е таа што е тюнинг и секогаш е подобро и треба да биде така нормално. Како што можам да приметам, кочниците кои што се 320 мм од S3 си ја вршат работата одлично, дури и повеќе од доволно, не се преосетливи, има убаво чувство, имате добар осет на педалата за кочницата, го нема тој момент на наеднаш скочење и рипање. Друго што сакам да кажам за ова возило е дека иако се води како мала кола и е 3 врати, внатре воопшто не делува мало или тесно. Мислам дека и претходно имам кажано дека сум 1,90 м, но јас одлично се вклопувам во интериеров. Ништо не ми е тесно, се ми е на дофат, така што за некој што би сакал да ја вози дели оваа кола, морам да прекинам да го слушнеме ова. Нема подобар звук. Како што сакам да кажам, некој што би сакал секој ден да си ја вози колава, не би му било никаков проблем. Позади има повеќе од доволно простор за деца или другар или другарка или девојка.
ако сакате да одите негде на пат. Исто така добро е што моторот сам по себе не е голем, ако би каже 1800 кубика со турбина нормално, што значи дека кога ви треба можете ги имате сите 400 конски сили на располагање, но кога сакате да си возите на пат или низ град или вршите обврски едноставно по град, потрошата не е воопшто лоша. Збориме за некоја потроша од околу 9,5 до 10,5 литри градска, што го прават ова тюнинг возило доста прифатливо за било кој да може да си приушти да вози тюнинг кола, да има голема конјажа под халба, но и нели сето тоа да се направи без да земе брз кредит. Мала препрека во градот. Тоа што го слушавте е blow-off вентилот, кој што исто така е вграден за да се дополнат тие 400 конски сили. Иако е на спирали, морам да кажам дека HR спиралите одлично се вршат работата, бидејќи моментално возиме по улица која што и не е баш најдобра, има доста дупки и нерамнини, а за кратко ќе сме и по Котска улица. Сметам дека за тоа што го нудат не е премногу тврда вожјата, во смисол не би сметало секој ден да би се возела, сега нормално не е E-класа или S-класа, но компромисот меѓу перформансите што ги нуди во кривина и на лош пат, сметам дека е перфектен. Не е претврдо, нема да ви смета, а кога ќе ви затреба малку повеќе стабилност во кривина, и имате цела стабилност на располагање, надополнета со кочниците од S3. Знам дека барем пола од вас би сакале моментално само да прекинам да зборам и да го слушате овој прекрасен звук што го вади ова возило. За жал немаме многу простор за да го слушнете во целост, но за кратко следи едно делче каде што и може ќе го доловиме моментот. Воедно, како што кажав, воопшто не делува старо колава, иако веќе има преку 20 години. Не добивам чувство на кола што е толку стара. Имаме климатроник, има темпомат, грење на седишта нема на овие седишта, но секако доколку нели вие би сакале да тюнирате, може да најдете седишта кои што го имаат тоа. Така што би добиле еден добар компромис помеѓу тюнинг спортско возило со сите комфорти што нели сакаме сите да си ги имаме кога патуваме. Сега малку ќе се сконцентрираме на звукот. Одличен звук. Не ми треба радио во оваа кола, би го извадил скроз, само би уживал во нотите кои што ги вади. Кочниците се одлични, а HR спиралите одлично се вршат својата работа. Сметам дека ова е возило кое што е доста пристапно на повеќе луѓе и со не многу инвестиција можете да дојдете и да не се 400 конски сили на оваа шасија, би биле и повеќе од доволни 260-70 коњи. Мислам дека е добра платформа за тюнинг, затоа што скоро секој би можел да си ја приушти и на секој тюнинг деловите би му биле пристапни и достижни. Надополнето, како што напоменав претходно, со одлична потрошка кога се вози во нормални услови, не ви треба ништо повеќе за да уживате и да имате еден автомобил кој што ќе звучи вака, ќе оди исто така вака, а воедно ќе ви ги пружи сите удобности на едно поново возило спремно за подолг пат. Епа, тюнери, дојде крајот на ова тест возење. Се надам дека ви се допадна. Мене ми е преубаво ова возило во оваа плава боја. Голема благодарност до SNC клубот, од каде што доаѓа ова возило. Воедно и мојот драг пријател Албан, кој што е сопственик на истово возило. Останете со нас за многу повеќе возила. Ако имате вие возило кое што би сакале да го тестираме, слободно обратете ни се.
Лајк и subscribe и се гледаме во наредно видео.